Новите теми на философирањето за софистите биле прашањата за човекот, за смислата, местоположбата на човекот, односите меѓу луѓето. Тој период е наречен антрополошки, антропос, човек. Во 5. век пред нашата ера, во времето на Перикле, Атина станала главен центар на грчката култура и цивилизација, каде се појавиле нов вид на мислители – софисти. Софистите биле први ангажирани и платени наставници по мудрост и беседништво. Софистите го подучувале секого без оглед на неговото потекло, доколку можел да плати за тоа. Центар на нивното учење бил човекот, неговиот живот, морал и право. Попознати меѓу софистите биле Протагора, Георгија, Антифон, Хипија и така натаму. Протагора, роден 480 година, живел до 410 година пред нашата ера од Абдера, ученик на Демокрит, пријател на Перикле, прв себе си се нарекло софист. Протагора за реалноста вели дека е во постојано менување, се е релативно. Сознанието зависи од нашите сетила, така наречен сознаен сензуализам. Најпознатата мисла на Протагора е човекот е мера на се. Протагора бил обвинет за безбожништво, а неговото дело за боговите прво е јавно запалено, а тој морал да ја напушти Атина. Георгија, роден 483 година, живел до 375 година пред нашата ера од Леонтин на Сицилија. Дошол како пратеник во Атина, подучувал реторика, а негово дело е за непостојаното или за природата. Георгија со своето учење градел скептицизам и нихилизам. Сомневањата на Георгија биле во идентичноста меѓу битието и мислењето. Нихилизмот на Георгија се согледува во трите тези во кои докажувал дека ништо не постои, а ако постои не може да се сознае, а ако се сознае не може да се соопшти на другите. Целта и вредноста на философирањето според Георгија била не вистината, туку успех во беседништво, стремежот за моќ, желба за надмокност, да се владее со себе и другите. Со моралот се бранат слабите од силните, надпросечните.